Добро утро и од мене и веднаш поја сакам Македонија следува петочното издание на магазин. Им благодарам на колегите што ја најавија и оваа емисија. Верувам дека и вие ќе уживате, бидејќи нагости ни доаѓа пејачот Кире Науновски, како што можевте да видите и од промо најавата, кој што го освои Балканот со неговите настапи во Никад не е касно или Никогаш не е доцна. Зборуваме за тоа како се пријавил, со кои колеги од регионот е близок, каде се гледа себе си во иднина и кој му е најголема поддршка. Останете со нас. Добро ти утро, Кире, и добре дојдете во магазин. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам на поканата, благодарам на оваа преубава најава и еден поздрав до сите гледачи на магазин телевизија Ситела. Па, навистина е така. Сметам дека го освои Балканот по сите оние реакции, коментари и луѓето што пишува и што те поддржува и така како еден од представниците од Македонија. Колку ти значи сега таа поддршка? Дали ја чувствуваш популарноста, славата на некој начин? Има ли промени? Па искрено, сега мора да бидем искрен. Па да. Чувството е убаво, знаеш, кога се зборува убаво за некој е убаво, чувството е добро. Популарноста, мислам дека времето ќе покаже. Сега за сега мислам дека добро котирам, добро се движам, треба да се трудам да бидам секогаш се подобар и подобар. Шоуто се уште трае. Ево сега е веќе време за полуфинале. Значи треба да се снима полуфинале. И искрено јас се надевам дека треба да бидам најмалку и во финале. Така е. Колку луѓе ќе бидете од прилика? Полуфинале па финале? Како течат тие? Па не знам баш точно како течат, но знам дека во финале треба да бидат 12 учесници. 12 учесници, а во полуфинале мислам дали ќе бидат 24, значи 4 емисии по 6. Не сум сигурен баш, али знам дека во финале ќе бидат сигурно 12. Што значи 12. Ти се подготвуваш со полна пара? Па јас секогаш се трудам да дадам некој максимум од мене, колку што може тоа да биде некој максимум. Да отпеам колку од мене можно максимум да биде тоа најдобро. Сега се си има свое. Како си расположен, и сепак тоа е грло, не е инструмент. Пример, земеш хармоника и свириш одма. Грлото некогаш може да испее максимум, некој пати не може. Значи, треба време да се распееш, треба... Да, знаело некогаш да те издаде грлото, ти биде тешко, види, дали поради настинка? Да ме издаде не, али поради настинка може, да. Ти е мачно, ти мора да пееш, а тоа не може. Значи, не е исто. Значи, дали си настина, дали имаш алергија некоја. Сепак грлото е некој друг инструмент кој спрема мене и нема цена. А и тоа се чувствува, знаат некогаш од жирито да прокоментираат, да забележат? Сега во овие наступи јас сум презадоволен. Секогаш испеав супер. Топ, мислам по мене. По тоа што јас сум што слушнав во самите снимки, потоа супер беше све и самите коментари пример до сега беа топ. И сум презадоволен затоа што самите коментари кога ќе ги добиеш, тие ти даваат и позитивна енергија, и ти даваат елан, и ти даваат надеж дека можеш нешто повеќе. Така, близок ли си со некој можеби од жирито? Имаш ли контакт со некој од нив? Како ви е односот? Па со жирито, јас лично контактирам со Ивке и со Сара. Тие се главни за менаџирање и со песни, и со репертоар. Со нив контактирав и со Сара и со Ивке кога ќе биде прием емисијата, кога ќе се снима, како ќе биде сместувањето, со нив сум претежно во контакт. Со другите, пример со Маре, не сум имал овака сам контакт. Така, а со колегите да речеме? Дали од кај нас или од регионот? Има ли некоја дружба? Како е кога ќе се изгасат камерите? Дали тогаш се опуштате и имате и приватни дружби? Таму, пример, кога ќе се снима емисијата се снима, ние таму сме во 1 часот, а таа завршува претежно во 7 или 8. Имаме околу 6-7 часа и за дружба, и за муабети. Тоа е доста. И таа позитивна енергија, знаеш, сите се таму добри луѓе. И сепак тоа се луѓе возрастни, значи луѓе кои поминале доста работи во животот и имаме нека убава дружба, ево пример со колегата Тони Тушев од Тето, и се слушаме редовно често, ево поздрав до него кој гледа. Бидејќи тој е од Македонија. Да. Со него имам највеќе контакти од шоуто. Со другите така си пишуваме. на месенџер. Има поддршка, не е она само конкуренција некоја да се чувствува не. љубомора.
Па не знам, јас не сум приметил, и пример, ево кај со Тони сме во супер контакт, ептен другарски. Не сум приметил кај другите, бидејќи тоа не е пример такво шоу за толку како за надпревар. Повеќе како дружба некоја, како да кажам, сепак и таму има, значи, прво место се, мислам дека има 2 или 3 први места жири, публика и дали Facebook гласање беше, не знам, не сум сигурен. Но мислам дека нема љубомора. Таму сме сите отидени да отпееме тоа што можеме, тоа што знаеме. Секој си е добар на некој свој начин, кој подобар помалку, кој подобар повеќе, значи таму сме сите за едно исто, а сега да бидеме реални, секој сака да постигне максимум. Да. Секој се бори за своето место. Штом сме таму, пример јас, лично зборам за мене, штом сум таму, отидем, значи јас ќе се трудам да достигнам максимум. Сега ќе покаже времето колку е тоа максимум. Така е. Секој да го достигне својот максимум, да. Ти си имаш занимавано со музика од многу одамна, активно од 95-та, иако некои од кандидатите воопшто и немале претходно, нели, искуство јавно со настапи во полето на музиката. А ти си искусен музичар. Па јас почнав од 95-та година активно до ден денеска. Значи јас друга работа и не работам. Само музика почнав, значи од 95-та година до ден денес само музика активно, малтене секоја недела по 3-4 дена ние работиме нон-стоп. Јас работам, ево да поздрав до колегите, со акустичен бенд Трио Тајфа и со фокус бенд од Свети Николе. Тоа е бенд за поголеми прослави, за свадбени веселби. И како што реков, значи од 95-та година до ден денес само музика работам, друго не. Мислам дека поубаво нешто од музиката и за мене лично нема. Значи, кога не би свирил пример месец, два, три, јас не ми е тоа сватливо. Значи јас сум роден со музика, како што велеше мајка ми, вика, ти првен почна да пееш, па после почнава да зборуваш. Значи јас тој талент го имам, значи уште како мало детенце. Кога започна? Кои се тие години отприлика? Па многу мал. Значи јас сеќавам имав, за жал тетка сега почината во Австрија, таа ми донасеше тоа време, во Виена живееше. По 80-те години кај нас и беше многу тешко да се купат тие касети, знаеш, тие ги донаса некаде дали од Белград, не знам од каде ги купува. Со тетин ми ги донаса. Јас само знам дека ги знае сите песни една по друга на памет. Никој не ме терал, пример, седне учи ги, земи пеј. Сам ги пуштав и сам ги учев. И може да беше таа некоја предност во тоа време, пример, во моето семејство се слушаше цело време музика. Од сабајле до вечер имаше цело време народна музика. Типично само народна музика. И може и тоа предонесува да едно дете го изрази својот талент. Дали е музикално или не е музикално. Не велам дека и сега нема музикални деца, има премногу музикални деца, но сега во ова време децата и ретко слушаат музика. Се по тие телефони, значи со тие игри, со тие социјални мрежи. Или се слуша некако на брзина, не толку да се обрне можеби внимание. Да, па на нема толку на времето се знаеше, пример, јас кога сум бил дете имаше само прва и втора телевизија МТВ и немаше друго, само радио. И по цел ден се слушаше музика и мислам дека тоа придонесе да појдам по тој пат. Може да сум бил и 4-5 години, јас и веќе тој талент сум го имал и на 4-5 години, веќе на 6 години сум знаел многу песни. Тоа во тоа време, сега да бидам реален, имаше само српски касети кај нас дома, македонски не на радио ако сум слушнал некоја песна. И тие такво беше бивша Југославија. Тоа време, значи, се слушаше само реално се таа српска музика. Сите касети дома ми беа српски. Македонски и немаше тоа ако слушнеш нешто од радио, пример, во тоа време кога имало. Потоа, значи после 90-те години како настанаа фестивалите, значи во Ландово, Цветници во тоа време. И тогаш малку почна македонската музика да иде во поголем ек. Кога се појавија, пример, пејачи како Наум Петерски, кој ми е по мене еден од најдобрите пејачи во Македонија, најдобар. Се појави и другите, Маријан Коцев. Во тоа време Гоце Арнаудов, покоен. Сите добри пејачи се појави од тоа време наваму, значи од 90-те години.
Така и ти си растел и созревал со народна музика, некако љубовта кон народната ти е токму од мали нозе. Па видите, тоа е и панеко природа. Значи јас и сега, а и тогаш, пример, кога сум бил дете, ја и сега тука, ево, пример, сега седам тука и ја слушам песната народна таму, како... Да. И сега, пример, да седам тука, дали е тоа кафич, дали е ресторан, ако слушам забавна песна, пример, тука да пее забавно, ќе слушам, пример, забавно сакам, исто слушам забавно и пеам песни забавни, но ако слушам народна песна, да пее, пример, далеко од мене, може да биде и на 1 километар, таму ќе ја слушам. Значи, слухот ми иде право, таму слушам. Да. Значи, тоа е пак природа, значи, самата природа ме одредила да бидам народњак, типичен народњак. А имаш изјавено дека сакаш да пееш или да звучиш како Шабан или Шериф? Колку има вистина во ова? Па, видите, сакам, значи, Шабан, по мене, Шабан Шаулич не може да биде никој. Јас сум искрен од тоа што го зборувам, мислам дека така не може да биде таков човек и не може да се роди, никогаш не може да се роди. Тоа е по мене поет и пеач, го створил Бог да има таков глас, таква боја, значи такво пеење, таква емоција и не може таков пеач да се роди, како што не може ни Маринко Рокчич да се роди, ни ред други пејачи. Јас учев од тие пејачи. Во тоа време кога почнав, пример, кај нас се почнува од кафејане, се знае, значи цело време по ресторани и по кафејани. Учев цело време од тие пејачи. Тие пејачи ми беа неко така нешто недостижно, се трудев цело време, седнам дома, учам трилер, тој таков, тој ваков, па пробаш, па слушаш дека не е така, па пробаш друго. И тоа е многу време поминато по кафаните, значи сам реков, значи од 95-та година до скоро 30 години. Многу време е поминато и колку сум можда сум научил. Се случувало, пример, ја во вечето да пеам песни од Шабан и од Шериф, можда 50% од репертоарот ми бил од нивен. Кога сум, пример, тоа време кога сум работел во Прилепско, во Битола, во Охрид, претежно го форсиравме тој репертоар. И сега да бидам како нив, не знам дали можам да бидам како нив, но ќе се трудам да бидам како што можам најдобро од тоа што сум јас. Јас можам да пеам со мојот глас, а бојата нивна мислам дека не може да е никој да ја замени. Да, но ете нивните песни нели да живеат и понатаму. Сепак реалноста е оригиналот си оригинал. Оригинал може да биде само тој што е оригинален. Сето друго е да не речам копија или се труди секој значи да биде свој. Најдобро е да бидеш свој. Јас пример кога ќе пеам било која песна, јас се пеам со мојот глас, али се трудам тоа да биде приближно до оригиналот. Значи да звучи бар малку приближно. А сега да речеме каде најмногу настапуваш, кои градови, дали се тоа и свадби, приватни веселби, бидејќи кажа дека си пополнет, нели, букирани со бендовите, секоја недела имаш свирки и настапи. Па пример, ево вечер сум во Струмица, утре сум во Свети Николе, па сум вечерта во Делчево, други ден сум тука во Скопје во недела. Патуваме секаде со колегите претежно од Трио Тајфа, значи патуваме секаде од Дојран, Струмица, Радовиш, Делчево, Македонска Каменица, тука Скопје, Велес, не знам дали го спомнав, Свети Николе, Штип, секаде. Значи работиме, да кажам пример, јас и мојот колега Дејан, ние живееме само од музика. И мора да се трудиме колку што можеме што да биде искористено, да биде времето искористено, работно, да не биде пример некој ден слободен. Го тражиме тој некој максимум пример. Знае ли понекогаш и напорно да биде, бидејќи во Свети Николен или напорно е пример, овие сега месеци, како не. Пример летните периоди се случува примери по 20 дена да се работи секој ден. Многу е напорно, тешко е пример кога свиревме лани во Струмица. Па само 2 часа има натаму и 2 часа наваму има 4 часа. А ние се навака враќаме пример во 3-4 часа. А ако имате по 2 настапи, например? Тешко е, ама и мора одрано наутро и навечер. Ако ја сакаш работата што ја работиш, нема да ти биде толку тешко. Сега напорно е, ама па нема никаде лесно. Кога си што велат пуно луѓе, пуно колеги, значи кога си ја сакаш работата, нема да ти биде тешка. Јас сум задоволен и мене ми е супер. Без разлики што патуваме пример по 2-3 часа некош. Пример ево до Дојран да појдеш. Пример таму работиме во Фуктак.
па 3 часа ти ни одземе Да. патот. И напорно е, но убаво е. Музиката Кога за мене, се сака работата, за мене да. музиката е нешто најубаво. Како се реши после толку време, после толку децении, да речеме да се пријавиш или некој друг може би те пријави во Не, Никад не е касно? искрено сам се пријавив. Сам се пријавив и пуштив пријава можда беше и пред 3-4 години. Но јас не знаев, пример, дека таму се стандардите дека за женско е од 40 години, а од машко треба да биде 45 па нагоре. И пуштив пријава, мислам, пријава за Никад не е касно и немаше никаков одговор. Викам, што е работа, викам, зашто никој не се јавува? И така, тоа го занемарив. И потоа, мислам дека после година-две, викам, чекај, пак ќе пратам една пријава. Пуштив пријава и тогаш имав 42-43 години. 43 години и ми се јавија, знаеш, бев во Белград на таа аудиција, а се пријавив, само не помена зашто се пријавив. Како некој осеќав нешто дека треба бар да направам нешто во овие сега години што следуваат, зашто ми беше така малку и да кажем искрено и како мачно ми беше, знаеш. Некам чекај да пробам, сега јас знам колку можам и што можам. И сакав да пробам таму, пошто по природа јас и спомнав во емисијата, јас сум по прилика малку и паничар, малку и тремарош, тремаџија. И искрено се пријавив, кога ги гледав емисиите како ги води Жика. Тој човек стварно има некоја позитивна енергија и самото жири, пример, и Маре. Имат некоја огромна позитивна енергија да секој би посекал да отиде во таа емисија. Пример, јас кога гледам емисиите ми е фантазија. Се охрабри така. Секогаш да се охрабри, викам ти се пријавам затоа што самите водители некогаш ја прават емисијата да биде позитивна. Така се чувствува таа енергија. Да, така се чувствува таа енергија и се пријавив и како што реков ми се јавија, бев во Белград, направивме таму едно интервју и чекав да наполнам 44 години. Морав да наполнам 44. А не 45? Не, 44 да влезам во 45 година. Добро. Значи морав да наполнам 44, наполнив 44 и потоа Тогаш те примија во... Беше, значи, вклучено зелено светло, затоа што ми рекоа, вика, премногу си, премногу си млад за оваа емисија. А имаш ли подршка од блиските, кој ти е најголем обожавател? Најголема подршка, искрено да кажам, секогаш ми била супругата. Марија, ево поздрав до супругата и ево поздрав и до Балдадас и до малото синче. И тука е мојот син. Така. Значи, во позадина Нино. Тука е позади камерите. Значи, тие секогаш со мене, мојот син Нино беше во 2 емисии. И тој секогаш ме охрабрува највеќе, тато, немај ги али, ти си најдобар тато. И супругата Марија, значи секогаш одам со нив. Бидејќи па и долг е патот до Белград. 6-7 часа може да има возење, 5 часа, пример, таму средување, па мора некој да биде со тебе. И кога одам редовно или со супругата, или со синчето. А како реагира? Се изненадија ли кога рече дека сакаш да се пријавиш или очекуваа веќе дека тоа ти е желба, знаеа што ќе се случи? Па се изненадија, не знаеше никој. Никој не знаеше. Јас сам се пријавив стварно. Не им најави? Не, на никој не кажа. Сам се пријавив, се пријавам, па ако ми се јават, ако не. А се надевав дека ми се јават. Да. Но не знаев кога, пошто знам дека беше таа граница 45 години. И кога ми се јавија, тоа беше па ланската година кога. Јас бев во Белград, како што ви кажав, бев во Белград, но и тогаш ми кажа, значи ова сега што се снима ќе стои. Значи интервјуто ќе стои, кога ќе наполниш 44, во 45 кога ќе влезеш, тогаш може да дојдеш. И дента наполнив пример 44 и ми се јави одме Ивки. Ми кажа, Кири, ти сад можеш, знаеш, сад си напунил 44, идеш 45, сад можеш да дојдеш. Да. И како што реков, значи не знаеше никој. И тогаш им кажавте, дури кога ве примија? Првиот пат кога веќе кога ми се јавија, тогаш веќе знаеа сите, а до тогаш никој не знаеше. Бидејќи сам се пријавив, така осеќав нешто, си велев, ајде ќе одам. Сега веќе пример годините не си ни толку од мене, ја не сум ни престарен. 44 години, 45 терам. Мислам дека се уште може да се направи нешто повеќе злично за мене зборувам, пример.
Ево, сега пример, ќе настапувам на Фолкфест Валандово на 25 мај ќе биде фестивалот. Така, спремно е се? Спремно е се. Песната во кој стил ќе биде, во кој дух, која искомпонирал, напишал, има ли нешто што можеш да ни најавиш? Музика и аранжман се на Драги Станков, поздрав до Драги Станков, и текстот е Валентина Николова, мислам дека беше. Тоа е една типично македонска деветка, брза песна и многу убава песна. Ми се јави господинот Живо Инглишич, тој ми се јави и ми кажа, вика, Кире, имам песна за тебе, да ја слушнеш, ќе се слушнеш со Драги Станков. Тој го прави аранжманот и музиката. И бев во студија, ја наснимав песната и испадна стварно многу добра песна. Дури мене ми беше чудно, вика, мајката стварно добра песна. И ќе ја слушнат гледачите, значи на 25 ќе биде фестивалот. Не знам дали одеше во директен пренос, не сум сигурен. Но сигурно, ако не е директен пренос, ќе има сигурно снимки. Песната е многу добра. Типично македонска песна. Примери, самиот фестивал Валандово налага македонска музика да биде типично македонска музика, да не биде со тие, знаеш, некои примеси, модерни турцизми и србизми. Така е, но тематиката може дали да биде различна, дали ќе биде љубовна или патриотска. Да, и ова е љубовна песна, многу љубовна песна, деветка. Деветосмински ритм. Самиот фестивал си налага, значи, да биде тоа чиста македонска песна. Тоа, да. Пример, во другите фестивали може да има нешто да биде така, како нешто велиме турбо песна, турбо фолк. Но овој фестивал и треба така да биде. Зашто ја, како знам, Фолкфест Валандово, не знам од кога постои, од 80, дали 4-5 година, не сум сигурен. Секогаш го држи тој концепт, типична македонска песна. Така е. А каде се гледаш себе си во иднина? Какви планови имаш? Дали би сакал тука во Македонија да останеш, да се прославиш уште повеќе, или можеби регионот да го освојуваш и понатаму надвор од нашите граници? Дома си е дома, значи се што ќе дојде за мене е добро дојдено. Се што е плюс, е плюс. Јас сега ќе се трудам како што можам, значи ќе снимам и други песни, мора да снимам песни. Ќе се трудам тука да си бидам, значи, дома, а ако успеам пошироко, тоа е за мене уште поголем успех, значи. Но како што реков, тука ќе снимам, на план сум 2-3 песни плюс да наснимам, пошто јас и снимав и пред тоа, не напоменав. 2013 имам снимено 4 песни и со колешката Тања имаме снимено на 5 песни. Но така ти остана некако во позадина. Помина од тога наваму, значи 10 години имам снимено и 2-3 видеозаписа имам снимено во тоа време. И може да направив некоја пауза, не требаше да правам си, можеби пауза требаше да продолжам константно да снимам. Тогаш влегов во Фокус Бенд 2016, мислам дека беше 17, и ти изима пејач, јас легов како клавиатурист, пошто не напоменав, свирам и хармоника. Значи првата моја љубов према музиката почна со хармоника. А потоа и клавиатури? Да, и потоа и клавиатури, почнав да свирам, сега свирам и клавиатури, свирам и хармоника, а сега моментално само пеам. Значи влегов таа 2016 во Фокус и направив некоја поголема пауза, знаеш. Не требаше можеби тоа така да биде, но така налагаше времето. После фати короната 2020 кога беше. Па знаеме тогаш како беше за сите музичари. Па паузи, па разочарувања, знаете, значи кога живее некој само од музика, не е тој период не беше сјаен. Се беше доставно, само музиката беше блокирана. Не само за мене, за сите колеги, за сите музичари, за сите пејачи, се беше блокирано. Добро што веќе тие времења се зад нас. Да. Па тоа се си има почеток и крај. И така сега ќе ви реков, значи Валандово на 25 мај и да терам, значи во ова шоу никогаш не е доцна, никад не е касно, колку што можам максимум да го давам тој максимум. Се надевам најмалку до мислам до финале. До финале. Се надеваме. Значи до финале се надевам најмалку, па ќе видиме потоа. Живи здрави се. Ти посакувам успеси на секоја поле и во однос на авторската музика и фестивалите, и никад не е касно, и никогаш не е доцна. Тука сме за тебе за поддршка, па да се видиме повторно во некое ново светло. Ви благодарам многу, ви благодарам многу и на тебе и на телевизија Сита што ви текна да ме поканите во оваа преубава емисија, магазин, и се надевам дека ќе се гледаме
Па да не се почесто. вратиш како победник. Па- Да имаме причина за прослава. Дај Боже уште сега. поголема. Следниот пат. Ти благодарам уште Благодарам еднаш. многу и на вас. Вие, драги мои, уживајте во уште еден настап на Кире со Благојно Дејче. Имајте убав викенд, а од мене довидување.